Прво благодарам на комплиментите за комисијата и така натаму, ама јас се раковарам следново. Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство во претходниот мандат, пратенички, беше најуспешната комисија од сите останати собраниски комисии. И ако веќе ја имаме таа традиција на добро и ефикасно работење, нормално е да продолжиме. Второ, по редот на нештата, комисијата не требаше да биде воопшто закажана во овој период, со оглед на тоа дека има расправа амандманска за буџетот. И комисијата, додека заседава комисијата за финансирање и буџет токму за буџетот, тогаш сите активности во собранието треба да бидат прекинати. По тој основ и нашава комисија требаше да дојде некаде само следниот вторник наред, за да се одржува. Но, оно што колегата Панчо Минов го кажа, ние сме сега кој 2 декември. Ако се почитуваат сите закони кои што се наведени во сите рокови кои што се наведени во законот, прашање дали ќе се стигне до нова година. Ама ќе се стигне, меѓутоа ќе биде многу густо, како да кажам, а познавајќи да нас колку сме ефикасни, подобро порано да се заврши, па да се остави некој простор за секој случај, отколку да се влегува во ризик. Тоа е, значи, кој едно мало до објаснување до колегата Панчо Минов. Сега јас се пријавив за спор, па би продискутирал малку за законот. Прво, не ми е јасно зошто закон се поднесува, кога овие 360 милиони денари, кои што се наменати за откупот на винското грозје, за трошоците за виното, односно за винопроизводителите и за оние извозници на винско грозје, може да се сместат во со проширување на програмата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Овие услови или критериуми со колегата Здравко, што ги разговараме, не знам во кој член беа, не сеќа, во членот 3, да може да бидат сместени во уредбата за поблиски критериуми за распределување на субвенциите. Но еве некој се одлучил, не знам зошто, сето тоа да биде сведено во законска рамка, иако законската рамка е често пати по-неефикасна од самата програма и нејзиното спроведување. И уште би можел да кажам следно, многу сум скептичен и на резерва зошто токму генералниот секретаријат ќе ги извршува и исплатите кон лозоропроизводителите, а не во случајов како што беше досега платежната агенција. Значи, во целиот ланец уште една алка додаваме. Значи, неам ништо против луѓето во генералниот секретаријат, напротив, меѓутоа, ова е работа која што тие, бога ми, не ја разбираат, иако е техничка. Генералниот секретар има толку обврски да уште ова му фали, станува збор за баѓе корисници на овие средства. И сега уште една работа. Кога беше ребалансот на буџетот, таму, значи, оваа мерка беше предвидена, COVID-4 мерка, ама тоаш беа наведени 6,7 милиони евра. А овде се сега 6 милиони евра. И сега пак, ако ги поделиме тие 6 милиони евра, да ги исклучиме плаќањата за извоз на грозје што се занемарливи, затоа што и извоз немаше некој, проблематична е поддршката за виното, заради тоа што толку отворена поддршка е спротивно со праксата во високо развиените земјоделски земји во Европската унија, а и со, како да кажам, заедничката програма за земјоделство на Европската унија, но не се тоа на страна, ќе си имаме последици од последние. Ако ги поделиме тие 60 милиони денари на 4 денари, тогаш станува збор за 90 милиони килограми грозје винско. А нашето производство е на винско грозје 190.000 тони.
40-50 000 тони го преработуваат самите лозаропроизводители, а количината до 150 000 тони беше предмет на откуп на винарските виспи. Овде со овој износ и со оваа мерка се потврдува дека се откупени од прилика 90 000 тони, што останува со преостанатата количина од 50-60 000 тони, и ќе излезе дека сме биле во право кога баравме државен интервентен откуп за неоткупеното грозје. Дали е сушено, дали е скапано, дали е било како, знаете вие, особено таму, јас имав прилика на Неготино пред известно време да поминам, не се поминува низ лозјата, заради тоа што има тој карактеристичен мирис на труло, на така натаму. Но сакам да кажам дека повторно мерката не е како што треба да биде конципирана, не е за сите. Второ, не е за целата количина. Трето, не е преку програмата за финанска подршка. Сега би сакал заменикот министер, кој што патем, да кажем, и на тоа ќе се осврнам, како представници на влада, со целото почитување кон него, значи не спорам ништо, само напоменувам. Представници според циркуларот на владата се Фатмир Битичи, заменик председател на влада, и Арјанит Ходжа, министер за земјоделство. Не се присутни, ни крив ни должен, заменикот министер е тука. Значи, не спорам јас што е тука, тама напротив, нели уште на неговиот избор, односно кога беше јавната расправа за лозарите, рековме дека ќе соработуваме. Еве, сега соработуваме. Ама, пазите, значи, сериозна влада, треба сериозно да се однесува и сериозно Битичи да си ја свати врската која што си ја преземал. Затоа што предпоставам како прв представник наведен овде, дека автор на законот е тој. И тој дека го измислил ова чудо од закон, кое што, да ви кажам, право е спротивно на праксите земјоделски и на интересите на земјоделците. Еве сега, и Панчо Минов кажа дека можеби, ако не се почитуваат роковите, ќе се закочи. И јас се надевам дека нема да се закочи, меѓутоа, закон си е закон, а програма со дефинирани рокови, со уходана и сертифицирана по ИПАР стандарди платежна агенција, си знае како да се однесува и како на најефикасен начин да ги исплати средствата, освен ако не се закочат во Министерството за финансии, па таму да имаме проблема. Ајде па таму ќе притискаме ке министрот за финансии, ке заменикот, тој изразбран човек, за да се откочат парите, да се исплатат лозарите. Еде тие ми се, како да кажам, дилемите. Значи, прво 6 наместо 6,7 милиони, 6 милиони. Зошто толку отворено се зборува за поддршката за виното? Не треба, полека луѓе ќе си имаме проблеми. Може да имаме негативни оценки од извештајот од Европската комисија. Понатаму, зошто во закон, а не во програма, и зошто не е измената уредбата со Болонските критериуми, каде што ќе биде све наведено како што треба, да не се тука буниме. Во членот 3 пишувало регистрирани или не регистрирани земјоделци, односно земјоделски стопанства и така натаму. Дали има тука некоја позадина, дали навистина сите кои што го предале грозјето, па како ќе го правдат тоа, Панчо нека објасни со кантарни белешки. Не знам како ќе се легитимираат пред подрачните единици дека имаат предадено грозје. И тука, значи, нејасноотија има. Значи, ако почнеме да го анализираме законот, ќе најдеме фалики. Меѓутоа, ние сме со став дека без оглед на сите аномалии, ние ќе продискутираме, ако има потреби така натаму, дека гревата е на земјоделците сега да не им се излезе у пресред. Значи, онака се отепани со родот, со сите овие работи што им се случија, уште и ние оде да подзакочиме, па да се пробијат роковите, ништо од ребалансот ќе пропаднат парите, нанова ќе треба да се прави некоја работа за во буџетот, ама тоа ќе биде после нова година. На луѓето им требаат овие пари, што попруку. Ете, тоа е моето обраќање до сите вас, па ако може да ни даде некој дообјаснување
заменик од министар, иначе кажувам дека ќе го поддржиме законот, без оглед на дискусија.